Добро вечер. Во 360 степени донесуваме. Владиката Партени реши јавно да проговори за нападите кон него. Палчо, тоа беше непрестајно напаѓање, закани јавни, пишувани потоа и на неговите подкасти постојано, и се заклучуваше дека он добива информации и од црквата. Жестоко реагиравте и јавно прашавте ќе има ли одговорност од врвот на МПЦ. Зошто? Затоа што имаше јавна соработка со Палчо. Отец Кирил 15 години е дел од монашкото братство. 30 на монасир значи едно поголемо семејство, да речам фамилија, а во секоја фамилија има и несогласувања. Дали меѓу монаштвото во Бигорски има единство? Видете, монаштвото е пред се живот во слобода. Репортажа од Бигорски и од Рајчица. Концептот на национална наспроти концептот на испреплетена историја. Од некои колеги таму од бугарската страна немаше спремност, немаше разбирање за парадигмата на испреплетените истории. Едноставно, оние изјави што можевме тогаш да ги слушаме дека заедничка историја значи нели ист народ од држави, сето тоа се небулози. Значи, странска земја со поддршка на нивната амбасада и директно учество на нивната агенција за вработување слободно врбуваат кадар низ земјава. Си го поставивме прашањето, дали е тоа во ред? Бигорскиот манастир, кој продолжува да биде духовно свртилиште на многумина верници од земјава и од странство, во изминатиот период е предмет на напади и критики од центри надвор, но и внатре во црквата. Обвинувањата завршуваат главно на адреса на игуменот на манастирот, епископот Партени, кој е опишуван како анационален, мешетар и предводник на парацрковна структура. Партени реши прв пат јавно пред камерата на 360 степени да проговори на овие и на други актуелни теми. Репортажата ни ја носи Славица Филиповска-Иванова. Во Деварско-реканскиот крај на 740 метри надморска височина се издига Бигорскиот манастир. Во тек е неделна утринска литургија. Иако е зима и не е поголем празник, верници го наполнија храмот. Посветата причест на братството и верниците се упатија на заеднички појадок. Никој не плати ништо, а трпеза имаше за сите. Изграден во далечната 1020-та, Бигорскиот манастир уште е толку години подоцна, ги гледа благодетите на истрајноста, вели отец Кирил. Па самата бројка 1000, мислам дека делува доста импозантно. 1000 години постоење на некоја институција подразбира нешто многу големо, величествено, нешто многу свето, особено кога станува за светилиште на Бог. Ако земиме предвид фактот дека христијанството постои 2000 години, значи половина од тие 2 милениуми, Бигорски го има своето постоење. Името не е случајно. Се нарекува Бигорски затоа што е изграден врз една карпа од каменот Бигор. Тоа можете да го видите тука. Тоа е порозен камен кој е мек за обработка, но сепак цврст за градење и нашите предци, како и ние денес, често го користиме за градба на манастирот и самиот факт што е изграден на таа карпа придонел да се нарекува Бигорски. Централен дел на манастирот е Бигорскиот католикон, односно соборниот храм, посветен на Свети Јован Крстител, каде се одржа јутринската литургија. Иконостасот се смета за ненадминато ремек дело. Овде се наоѓаат и најголемите светињи на манастирот. Стоиме пред чесната икона на Свети Јован Крстител, чудотворната икона на нашиот мил патрон. Со ова икона всушност е поврзан и постанокот на манастирот, имено според преданието кое е запазено во манастирските хроники и се пренесува до ден денес. Оваа икона била пронајдена како лебди целата во божествена светлина над изворот со вода, кој што сега тече под самиот храм и била пронајдена од страна на првиот ктитор на Светата Бигорска обител,
Свети Јован Дебранин. Рачно изработена е целивалната за изложување на иконите. На оваа целивална има дрворез во кој се прикажани сцени, односно светители кои се поврзани со Бигорскиот манастир. Така конкретно овде каде што покажавте, овде е прикажано одсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, што е всушност и главната наша манастирска слава. Отец Кирил ни ги покажа и моштите пренесени од Вселенската патриаршија. Тука е парчето на честниот крст на Господ Исус Христос. Тука е Свети Јован, брат, Свети Јован Крстител. Зирнавме и во репрезентативните одаи на манастирот. Оваа просторија е наречена Голем синодикон и се користи за свечености. Овалните сцени на плафонот ја раскажуваат историјата од основањето на првото монашко братство, преку доаѓањето на османлиите, првата обнова во 18 век, носењето на моштите, се до денешниот лик на комплексот. Секој дел на Бигорскиот манастир е засебна приказна вклопена во целина, и архитектонски и стилски. Манастирот располага со импозантна библиотека, каде на самата врата се изгравирани првите зборови што светите браќа Кирил и Методи ги превеле од старогрчки на староцрковно-словенски јазик. Внатре пак грижливо се чуваат оригинални примероци на книги. Го имаме Сердарот од Бигор Приличев, нашиот преродбеник, напишан од него во 1860 година на старогрчки јазик, што знаете, и заради оваа поема тој ја добива наградата во Атина наречен Ефтор Хомер. И потоа нели самиот ја препеува на словенски јазик. Арматолос. Ова е оригиналот? Да, оригиналот. Големо значење нели за нас. Има првото издание на огледалот од Кирил Печиновиќ. Печатено во 1816 година во Будим. Со ова дело всушност започнала преродбата во Македонија. Сме го учеле по македонски јазик. Отец Кирил 15 години е дел од монашкото братство, столбот на манастирот. Желбата за монашки живот дошла по внатрешен призив, кој го препознали во својот водач. 30 на монаси значи едно поголемо семејство, да речам фамилија, а во секоја фамилија има и несогласувања. Дали меѓу монаштвото во Бигорски има единство? Да, многу убаво прашање. Видете, монаштвото е пред се живот во слобода. Се што станува во монаштвото станува според слободна волја. И кога човек ќе ја предаде својата од Бога дарувана волја пак во негови раце, во Божји раце преку старецот, преку ръководството на духовникот, тогаш сите нас не обединува една заедничка идеја. Не обединува идејата да се соединуваме со Бога. Тоа е, најкратко кажано, основната цел на нашиот живот. А кога една толку силна идеја ве обединува и таа идеја е успешно и будно надгледувана од страна на негрижливата на љубов од страна на татковството на старецот, тогаш многу лесно се надминуваат секакви недоразбирања, разлики, несогласици и така натаму. Едноставно не им се дава простор на таквите нешта на оние кои го предале срцето во служба на Бога. Освен за монашкото братство, вратите на манастирот се отворени за безпомошните. Низ програмата за ресоциализација поминале луѓе од различна вера и нација. Јас сум Зоран Попјаков, доаѓам од Скопје. Дојден сум тука во 2010 година. Ме наведе проблемите со зависностите од дроги. Едноставно си го барав спасот и помошта во манастиров. Имав слушнато од пријатели за мисијата и програмата на манастирот. Едноставно тогаш дојде моментот кога сакав да дојдам. Зоран вели дека бил пречекан пријателски и братски. Едноставно се вклопивме во животот на манастирот, сите деца што се на лекување тука. Значи, стануваме од Савајле, идеме на литургија, после идеме на доручек и секој си има свое послушание. По завршување на послушанието си има пак трпеза, пак вечерна служба и во вечерните часови дали се чита литература духовно, дали се разговара со браќата за проблемите што ги имаме, или пак најубаво е кога имаме можност да се видиме со старецот, со
до Партени и да си ги споделиме нашите маки и проблеми. Всушност тоа е програмата што е. Па на некој начин, у кратки зборови, да. Вредеше ли? Па ја мислам дека вредеше. Веќе 14 години сум абстинент, чист сум. Имам нов живот тука. Апсолутно. Што работите? Моментално работам како чувар во манастирот Рајчица. Таму сум веќе 9 години. После 5 години лекување у манастиров, отец Партени ми понуди работа да се вработам таму. Ми даде земја во село Битуше, ми помогна во изградба на куќата. И сега си живеам мирен и спокоен живот. Во манастирот е релативно тивко, но тоа не значи дека верниците си заминале. Дел од истите луѓе што беа на утринската литургија ги затекнавме и пред вратата на Бигорскиот старец, епископот Партени, каде чекаа ред за исповед. Тука кога ќе дојдеме, ние верниците, еве барем јас, си доаѓам кај отецот и си ја оставам торбата преполна со маки. Ајде да не ги наречам греови, бидејќи сите сме грешни, па една од сите сум и јас. Ке дојдеме кај отецот, ке се исплачеме, ке помине сето тоа, си се враќаме во Скопје, продолжуваме живот. Сето ова е за нашиот краен вечен живот. Затоа го правиме сето ова. Во Бигорски го наоѓаме единствениот мир. Значи, до сега сум била на многу свети места, меѓутоа ова искачување е неспоредливо. Зошто? Затоа што тука е домот на Бог. И тука се чувствуваме поврзани заедно со Бог. Игуменот на Бигорскиот манастир, Партени, е родом од Битола. Како 24 годишно момче, Зоран Фидановски во 1995 се замонашува во Бигорскиот манастир во услови на духовна замреност во Дебарскиот крај. Дипломирал со тема посветена на Свети Јован Крстител, патронот на манастирот, а извесен период престојувал и на Светагора. Како заслуга му се припишува возобновувањето на монашкото братство и развојот на соживотот во Мијачко-реканскиот крај. Пред 3 години добива повисоко место во хиерархијата на православната црква, кога е хиротонисан во епископ Антаниски. Достоен! Достоен! Достоин! Достоин! Аксиос! Аксиос! Бигорски е мојот живот, ќе каже тој за 360 степени во едно од ретките интервјуа. Во суштината на христијанството е космополитизмот. Значи, Христос не повикува да ги любиме сите, без разлика на нивната нација, нивната вера и така натаму. Пораката на Божијата љубов преку еден христијанин треба да стигне до сите. И доколку еден христијанин се држи до заповедите Христови, до евангелските начела, он е миротворец. Ви се обратиле муслимани до сега? Многу пати. И ние ги сакаме и нив како наши браќа, се дружиме со нив. И тие ги прифаќаат исто така и христијаните. Може да се каже дека има прекрасен соживот, особено во селата околу нас. Во последно време доаѓаат и христијани кои добиваат работни места, например во куќата на мијаците, стражари во манастирите, бидејќи имаме таква потреба и се многу добро прифатени од местното население, кое е претежно муслиманско. Интервјуто со игуменот на Бигорски доаѓа во период на дилемата што јавно се дискутира дали со томосот од СПЦ Македонската православна црква Охридска архиепископија е призната автокефална црква. Прихвата и признае аутокефалност. Досега во историјата пракса било секогаш томос за автокефалност да издава Вселенската патриаршија. Ние тоа го знаеме, впрочем и во сите преговори претходно, кога нашата црква се бореше за признавање, и од самата Српска православна црква беше упатувана на тоа дека томос доаѓа од Вселенската патриаршија. Па дури мислам дека и документот што го издаде Српската православна црква, кој е доста дипломатски срочен, нели, не упатува на тоа дека тоа не е завршен документ,
особено во однос на нашето именување. Таму има една реченица која вели дека нашата црква треба да го реши своето име со елинофоните, но и со сите останати. Но сметам дека и тоа ќе се реши со Божја волја, бидејќи и ова што досега се случи едно голема Божја поддршка за се она што нашата црква го направи во однос на евангелизацијата или реевангелизацијата на нашиот народ. Тука Партени особено ја нагласува улогата на монаштвото. Јас помнам секогаш другите цркви ни заверуваа на МПЦ дека нема монаштво. Нели? И мислам дека монаштвото беше клучно да се смени тој став на повеќето православни цркви, бидејќи нашата црква со тоа покажа дека има богат духовен црковен живот, евхаристиски. А актот за канонизација од 9 мај сите го знаете, кога Партени му се радуваше, вриштеше. Но богатиот духовен живот за кој зборува епископот Партени и братството предводено од него, извесен период е изложено на јавен атак. Партени е квалификуван како анационален и предводник на парацрковна структура. Гледате сите орнаментики, символики во дворот, сето тоа е жолто, фанарско. Продолжува веќе со жезл во раката Каравангелис Бигорски виканд Партени. Класична инсталација, грчка, фанарска. Денеска имаме парацрковна структура во Бигорскиот манастир, начело со епископот Партени. Дел од вашите колеги, конкретно владиката Петар, јавно обвинуваше дека во Бигорски има парацрковна структура, начело со вас. Ке го цитирам, вели: епископот Партени заедно со неговата структура во Бигорски со монахините таму ме шетарат во мојата епархија. Што значи ова? Крајно несериозно е да се даде таква изјава, бидејќи Бигорски манастир е дел од Македонската православна црква, конкретно дел од Дебарско-Кичевската епархија. Јас сум по звање игумен на Бигорскиот манастир и викарен епископ на Дебарско-Кичевската епархија. Ние сме под послушание на нашиот митрополит Тимотеј, така што не знам од каде на дедо Петар му се таквите ставови. Ме шетарат во мојата епархија, вели. Да, монасите имаат свои роднини и некогаш одат да ги посетат своите роднини во Битола, може би во Ресен и така натаму. Просто немам коментар за тоа. Ако ние излеземе, што е нормално, да ги посетиме своите роднини, дали е тоа некакво мешетарење? Тоа го прават сите. Од Бигорски се јавија со жестока реакција по убиствата на малата Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски, за кој прво осомничен е токму Љупчо Палевски Палчо. Прашавте, ке има ли одговорност од врвот на МПЦ? На што се должи ваквата реакција? Дали имавте лични, директни закани од Палевски? И зошто се бара одговорност од врвот на МПЦ? Да, ние го направивме тоа соопштение затоа што бевме лично засегнати. Значи, нашиот манастир беше изложен, можам слободно да кажам, на јавен линч. Најнапред започна со Доказ МК, нели, со новинарот Маријан, а потоа Палчо. Тоа беше непрестајно напаѓање, закани јавни, пишувани потоа и на неговите подкасти постојано, и се заклучуваше дека он добива информации и од црквата. Дури во една прилика јас се јавив на еден наш почитуван политичар и кажав дека се чувствуваме, јас како граѓанин се чувствувам небезбедно. Тоа беше некаде во пролетта, нели? Затоа што навистина, замислете, кое е чувството вие секој дневно да бидете напаѓани. Некогаш, например, во Доказ МК имаше по 2 пати дневно написи против Бигорски манастир. Тоа се ноторни лаги и измислици, а ние пак сме тие што сме се труделе некако да влијаеме добро на општеството. Оти да го евангелизираш народот значи да го направиш подобар. Кога еден човек ќе стане христијанин, ако е вистински христијанин, он станува и подобар граѓанин на државата.
И навистина можеше последно време да се констатира една жалосна состојба, па дури поведени и христијани од тој дух, нели, во црквата, да станат едноставно плукачи по јавните гласила, нели, по социјалните мрежи. Барате одговорности од врвот на МПЦ. Зошто? Затоа што имаше јавна соработка со Палчо, например, подпишување на некаква декларација која не беше благословена од синодот и од архиепископот. Ако има потреба за некаква декларација, јас сметам, а и тоа е така, само синодот може да побара таква декларација, а не поединци. Христијански ли е да се атакуваат меѓусебно владиците, епископот? Воопшто не е, тоа е огромна штета за народот. Тогаш како верниците да веруваат? Ние треба да покажеме љубов и ние ги почитуваме сите. Еве јас како епископ секогаш ја изразувам мојата достодолжна почит кон дедо Петар и ние никогаш сме немале некаква вербална расправија меѓу нас и така натаму. Сите напади јас ги слушам од трети лица и накрај дури од медиуми, што е многу жалосно. Но видете, не е проблем за нас. Ние ќе издржиме се и треба и тоа да го издржиме со смирение, бидејќи така не поучува нашиот Спасител. Нали, тој вели: блажени сте кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога ќе говорат против вас секакви лажни зборови, лажно заради мене, голема вашата награда на небесата. Но каде оди нашето општество? Нели, каде оди најнапред пред општеството, каде црковната совест? Бидејќи црквата е таа која треба да влијае позитивно на граѓаните, нели? Да тие да станат совесни и подобри граѓани. Или да го преформулираме прашањето, до каде е границата за да се понесе одговорност? Па видите, барем да видиме некакво покаяние и да се престане со таквите плукања, нели? Ако не друго. Од манастирскиот комплекс си заминавме по речиси целодневен престој меѓу монашкото братство, кое не е единствената заложба на епископот Партени. Покрај Бигорскиот манастир под духовно раководство на епископот Партени се и уште 3 други манастири: Рајчица, Пречиста и Кнежино. Рајчица е метох на Бигорскиот манастир. Таму живее монашкото сестринство. Метох значи дека на хартија Рајчица е имот на Бигорски. Ова е споменик на културата во Македонија, како женски манастир во континуитет брои 10 монахињи и по неколку искушенички кои треба да го поминат тесто за доживотна служба. И во Рајчица има штитенички кои се рехабилитираат од различни зависности, како и веќе рехабилитирани самохрани мајки. И овде, како и во Бигорски, главно се живее од донации. Сестринството се занимава и со изработка на митри, а занаетот им го пренел токму владиката Партени. Факт е дека во целиот свет има такви работилници, зборувам во целиот православен свет, меѓутоа ваков тип на митри во цел свет се изработуваат само кај нас. За кого се имате изработено митри? За многу митрополити, за многу патријарси, вклучително и неколку митри за Вселенскиот патријарх Вартоломеј. И секако во 2016 година и една папска тијара која што беше нарачка од страна на македонската делегација која што го посетуваше Рим за празнувањето на светите браќа Кирил и Методи и кои што сака на ново избраниот папа Франциск да му однесат некаков сувенир од Македонија, па за таа цел се обратија до нашиот манастир за да изработиме една таква тијара. Нас ни беше тоа еден огромен предизвик, бидејќи ние претходно не сме работеле тијари, со оглед на тоа што папите не носат митри, односно тијари. Па тоа беше еден долгорочен процес на истражување, како тоа треба да се направи и морам да кажам дека ни принесе едно големо задоволство. Дебарскиот крај го напуштивме на веќе изгрејана месечина. Останува ехото од пораките од луѓето, кои самите избрале да останат таму. Човек треба некои работи да ги проживее, да ги види, да ги свати, да падне, да се сопне, за да научи. Не им пожелувам ја на младите да паѓат, да се сопнуват, него да учат од тугите грешки. Клони се од злото, прилепувај се кон доброто.
верата пред се изразува преку дела, а не само преку зборови. Не само преку кружење околу црква 7 пати или палење на 10 свеќи, бидејќи така ни кажале, туку преку изразување на нашата вистинска љубов кон Бога, среде општеството во кое што живееме. Бог кој го создал овој прекрасен, убав свет, кој се грижи за поредокот на целиот свет и гледаме подеднакво испраќа се што е потребно на сите луѓе. Сонцето грее за сите луѓе и така натаму. Значи, кој сме ние да го осудуваме другиот или пак да немаме простор во нашето срце за било кој од овој свет. Едноставно не смееме да ги делиме луѓето, тоа треба да го разбериме. Дека љубовта кон човекот треба да биде на прво место. Наши или нивни, добри или лоши, чии се, какви се и за кого се? Ова се прашањата кои вообичаено доминираат и за кои вообичаено не може да се постигне консензус кога се зборува за личности и настани вградени во класичните национални истории на државите. Наместо за историските личности да се зборува изолирано од времето и настаните во кои се случувале и действувале и на нив да се гледа еднодимензионално, што е доминантен пристап во многу историографии, па и во македонската, Центарот за истражување на национализмот и културата прави обид да го промовира современиот концепт на испреплетени истории. Галена Николовска-Ризвановиќ. Ноќта на 8 мај 1925 година во Виенскиот Бург театар за време на представа е убиен 46-годишниот Димитрий Арнаутовиќ, со пасош на кралството на србите, хрватите и словенците, бугарско етничко потекло и живот посветен на слободата на Македонија. Неговото вистинско име е Тодор Паница. Во 5-минутно видео под наслов "Потрага по вистинската борба" е опишан животот на овој контроверзен историски лик, чија надгробна плоча од Виена во февруари годинава беше донесена во Скопје. Краткиот филм за Паница беше на репертоарот од 5 историски приказни, раскажани во форма на мини документарци, што неодамна се емитуваа во џебното кино на МКЦ. Темата, како што беше опишано и во објавата, ја отсликува дејноста на револуционерот како комплексна, повеќе слојна и како пример за историска испреплетеност на идеите и движењата на Балканот кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. За целта на сторијата и предизвиците околу подготовката зборуваа историчарите Ивана Хаџиевска и Дарко Стојанов. Сме премногу често да кога читаме нешто за историја или кога гледаме нешто за историја, веднаш мислиме дали е наш или нивни. Дали е добар или лош, дали е за каузата или не е за каузата и слично. Значи такви некои бариери што ги имаме во главите. И јас колку и да стапувам стручно, историски и така натаму, и пишувањето историографија не се случува во вакуум. Сите сме дел од некои процеси. Се обидувам, значи, да се одвојам или правилно да делувам некои моменти, да не западам и јас самиот во тие некои стапици. Освен за Паница, на настанот беа прикажани кратки документарци за учителките Недела и Станислава, кои меѓу другото го сошиле знамето за разловичкото востание, за списанието Македонка, за верскиот објект во македонски брод кој се користи како црква и како џамија, а прикажана беше и биографијата на така наречениот втор Хомер на балканското распаќе Григор Прличев. На 18 јануари во 1830 година се раѓа ученикот на големиот учител Димитар Миладинов и една од најинтригантните фигури и стожери на македонската литература, кој творел дури на 3 балкански јазици – македонскиот, грчкиот и бугарскиот. Заедничка нишка во сите видеа е така наречениот концепт на испреплетени истории за кои се залага Центарот за истражување на национализмот и културата ЦИНИК. Овие се интересни затоа што се контроверзни и затоа што за националните будења кај нас најмногу тоа се изучува и се изучува баш преку таа национална парадигма. А како што можевте да видите, приказните се многу комплексни. Че Григор Прличев се смета за еден од основоположниците на македонскиот литературен јазик, литература и така натака, меѓутоа он работел и во други земји. И тоа е нешто што на пример го пропуштаме да го имаме како историски факт.
а не е тоа некоја загуба, туку напротив го прави неговиот живот побогат. Концептот на испреплетени истории најчесто е спротивставен со концептот на национални истории, но тоа не е доминантно така во светски рамки, затоа што за истражувачите концептот на национални истории е застарен метод, вели Близнаковски. Веќе имаме тенденција кај историчарите низ светот да јасно го користат овој метод со цел да покажат повторно комплексна историска слика, од причина што луѓето се заинтересирани за историски настани да го прикажат како таков, а не се заинтересирани да допринесат во некоја национална кауза. Сега, например, во општества од целиот Западен Балкан, значи не Македонија само, него другите земји од тоа што е денес Западен Балкан или Југоисточна Европа, има многу ситуации каде што научниците буквално работат за да докажат нешто во насока на националната кауза. Меѓу присутните на настанот беа истражувачи, професори и историчари кои го поддржуваат концептот на испреплетени истории. Не беа многу на број. Историчарот Петар Тодоров, кој покрај тоа што е дел од ЦИНИК, е и член на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања со Бугарија, вели дека овој концепт придонесува да не се злоупотребуваат историските личности од почетокот на 20 век за едностранни и националистички цели. Во 19 век тие личности действуваат, живеат, се сформираат како личности во еден империјален контекст, во еден контекст кој е сосема различен од нашиот. Имаме на работа што често ние денеска тие историски личности кои имаат историска традиција и кај нас и во други општества, соседните општества, често тие личности денеска се гледаат из една национална призма и не често, односно вака ретко ја остикуваат животот на таа личност кога во времето кога живеа. Како што реков и претходно, нема други истории освен испреплетени истории, односно споделени истории. И тие личности се резултат на своето, се плод на своето време. Оно што можеме ние да правиме да покажеме комплексност и сложеност на действувањето на тие личности како некој си против тежа на нивна злоупотреба за некогаш за националистички цели. Според Тодоров, концептот на испреплетени истории помага во релаксирање на односите и во други општествени гранки. Овој пристап исто така помага историјата да се ослободи од национализмот. И ослободувањето на историјата од национализмот и тие националистички политики кои се промовираат не само од политички партии, може да се промовираат од разни општествени групи, интересни групи, може да помогне во релаксирање не само на односи со соседите, туку на релаксирање и внатре во општеството. Например, земете во силниот наратив кој се создава против антиджендер, што го нарекуваме наратив, или за местото на жената во општеството. Главниот консултант за 5 историски приказни е историчарот Дарко Стојанов, кој живее и работи во Виена. Според него, парадигмата за испреплетени истории не е секогаш во спротивност со националната, но често ги разбива националните митови. Кога ги земаме во предвид испреплетените истории, тогаш одиме подалеку и подлабоко во комплексноста на нештата од минатото, отколку што тоа го прави најчесто националната историја. Значи, разни категории на луѓе и на групи од разни региони може да се дел од истите феномени и например, кога тој феномен го проучуваме, националната историја многу често прекинува до одредена точка. Или онаму каде што се државните граници, или онаму каде што е националниот интерес. И не мислам дека често пати не ги доловуваат тие некои комплексности на феномените. Сепак имало и негативно искуство за поимање на овој концепт, а како пример ја посочува Историската комисија со Бугарија, во која и самиот беше член на почетоците. Што се однесува до комисијата, барем во тоа време јас кога бев таму, мојот впечаток е дека од некои колеги таму од бугарската страна, дека немаше спремност, немаше разбирање за парадигмата на испреплетените истории. Едноставно, оние изјави што можевме тогаш да ги слушаме дека заедничка историја значи нели ист народ од држави, сето тоа се небулози, тоа нема, значи нема никаква допирна точка со идејата за испреплетени заеднички вкрстени
и било какви други наречете ги, значи, истории. Во меѓународната наука, концептот не е нов, вели Стојанов. Познат е под разни термини, на различни јазици, како entangled histories, shared histories, историја кроазет или transferred Geschichte. Но значењето е едно, да се прикаже комплексноста на настаните од минатото, ослободена од интересот на современите политики. Григор Прличев е уникатен поради својата борба за втемелување на македонскиот народен јазик во училиштата, поради својата книжевна вредност, но и фактот дека со својата посветена и културна дејност ги задолжил културите на неколку земји од Јужниот Балкан. Странски државен завод за вработување им излегува во пресрет на фирми од таа земја на кој им е потребен кадар, па со помош на нивниот амбасадор во друга земја организира саеми за вработување. На тие саеми се врбуваат луѓе од земјата домаќин кои цел живот се обучувале и растеле во професијата како лекари, сестри, возачи, мајстори, за да одат да работат во странската држава. Дали ваквата пракса е фер и дали не излегува од рамката на дозволеното во дипломатските односи меѓу две држави, се прашавме откако ваква кампања во Северна Македонија почна да спроведува инаку пријателска Словенија. Испатна дека овдешните институции не само што не се обидуваат да ги задржат работниците, туку и го помагаат процесот на врбување од друга држава. Михаил Милошевски. Скопски хотел, конференциска сала, 27 ноември предпладне. Името на настанот е Саем за вработување. Стотици македонски државјани се тука за да слушнат што кадари треба на една од државите, која во исто време како и земјава ја напушти Југославија, Словенија. Вратите се отворија. Граѓаните побрзаа да прашаат што се бара и што се нуди. А внатре, представници на Државниот завод за вработување на Словенија ги упатуваа граѓаните кон штандовите на фирмите што бараат работници или директно кај нивните колеги за да се информираат за условите за работа во оваа земја членка на Европската унија. Словенечките фирми се чини внимавале на секој детај што може да привлече кадар. Штандовите беа преполни со сладки, а на секој леток беа објаснети потребите на фирмите и на македонски и на албански јазик. Околу 12 часот, во другиот дел од салата, пред публиката се обрати Анка Роде, шеф на оделот за вработување странци во Словенија. Glede na trenutno situacijo, vsaj danes, bodo delodajalci poiskali vas. In v prvi fazi morate vložiti vlogo za enotno dovoljenje za zaposlitev in delo in za bivanje na pristojni upravni jedinici. По 30-минутната презентација на Роде, пристигна и словенечкиот амбасадор Грегор Прескер. Со своето присуство му даде специфична тежина на настанот. Веќе следниот ден, караванот за вработување се пресели во Прилеп. Таму настанот не беше толку гламурозен. Се одржа во мала просторија во Центарот за култура Марко Цепенков. За разлика од Скопје, во Прилеп немаше голем интерес за саемот, барем не во утринските часови. Па, уште не сум одлучен. Јас уште тука учам, завршам школа. Али ќе видиме за натака. Ако најдеш добри работодавци, значи се е окей. Значи се е окей, сум бил и Германија, али на црно сум работел. Прв пат, например, е вака со документи, да видиме, мислам дека е подобро. Но не им се допадна понудата на сите. Не, Македонија е Македонија, наша. Значи не сте задоволни? Не сте задоволни воопшто, за таа плата, за ова, не сте задоволни. Но како што се ближеше крајот на работното време, така салата во Центарот Марко Цепенков се полнеше. Околу 15 или 16 часот, се повеќе млади, но и повозрасни лица седнуваа од столче на столче, слушајќи ги презентациите од работодавците кои се обидуваа да ги најдат работниците што им се потребни. Како и во Скопје, така и тука, саемот заврши во 17 часот, а наредниот ден продолжи на финалната дестинација Битола. Значи, странска земја со поддршка на нивната амбасада и директно учество на нивната агенција за вработување слободно врбуваат кадар низ земјава. Си го поставивме прашањето, дали е тоа во ред? Според обраќањето на Анка Роде во Скопје, ваквите саеми се практично билатерална соработка меѓу Словенечкиот и Македонскиот завод за вработување. Односно, двете институции потпишале договор за соработка и партнерство, пошто започнале да ги организираат овие саеми.
Добивката за Словенија од ваквиот договор е јасен, но каква е добивката за земјава? Се обидовме да дознаеме од домашната агенција за вработување. Оттаму писмено ни одговорија дека со Словенечкиот завод потпишале само договор за соработка за размена на информации, добри практики и мислења заради подобрување на стручната дејност и подигнување на квалитетот на услугите за корисниците. Конкретно за СЕИМите, од агенцијата велат: Ваквите активности се во интерес на двете држави, а исклучиво со цел за заштита на правата на граѓаните кои секако одлучиле да се вработат во друга држава, како и да се спречат злоупотреби од несовесни работодавачи во странство. Слободното движење на работната сила е едно од основните вредности, а изборот на работа и вработување е лично право на секој граѓанин. Но слободата на движење на работната сила логично треба да функционира во двете насоки, па прашавме и дали нашата земја ќе организира саеми за вработување во Словенија како своевиден реципроцитет. Доколку се утврди потреба за ваков настан во Република Словенија, што би бил организиран од Македонската амбасада во Словенија, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија би дала свој придонес за информирање на словенечките државјани за условите за работа во Република Северна Македонија. Преведено, додека Словенија регрутира македонски работници, Македонија засега не гледа причина да го искористи договорот за да регрутира словенечки работници, ако воопшто е реално такво нешто. Дека е така покажуваат и податоците од двата завода. Годинава во Словенија биле издадени 3688 работни дозволи за македонски државјани. Во земјава пак, во последниве 6 месеци се издадени позитивни мислења за вработување на само 17 државјани од Словенија. Како организирањето на вакви саеми се одразува врз работната сила во земјава и дали оваа политика на странска земја е праведна, го прашавме првиот човек на Сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски. И тој не гледа ништо спорно, кога веќе земјава одбрала слободен пазар на трудот. Биле конкретните настани или не, денеска, знаете, живееме во дигитална ера, можете со онлайн огласи, без онлайн огласи или било како да ги анимирате потенцијалните кандидати и веќе и за производи и за услуги работењето преку граница, мислам дека ќе ни стане една сосем нормална појава. Но додава Ангеловски, обврска на Агенцијата за вработување како државен орган е да се ангажира за задржување на граѓаните во земјава, како и да отвора пазар на можности за странски државјани, по примерот на Словенија. Оно што го рековме дека е сосем легитимно да Словенечката агенција бара вработени за своите компании, исто така е сосем легитимно да и Македонската агенција за вработување бара вработени во оние бранши каде што не достигаат адекватни кадри, така да е, мислам дека во описот и пописот на нивните работни задачи, дури во странски земји, во одредени земји каде што има поповолна структура, да донесат одредени кадри во нашата земја. Во Европа речи си да не постои посиромашна држава од Македонија. Според тоа, недостигот на работници кои се повидлив во одредени сектори, како градежништвото, може да се пополнува само со кадар од неразвиените делови на Азија или Африка. За сеемите со кои среде Скопје, Прилеп и Битола се привлекуваат домашни работници во Словенија, се обидовме да поразговараме и со амбасадорот на Словенија во земјава, Грегор Прескер. Тој не најде време за интервју. На истава тема сакавме да прашаме и во Министерството за надворешни работи, и тие ни одговорија дека нема да можат да дадат изјава за ова. Во продолжение на 360 степени ве поканувам заедно да ја одгледаме новата саботажа. Воодушевувачки звучи врвното научно откритие и сознание до кое стасал еден од главните, ако не и водечкиот идеолог на антиквизацијата. Со посебен метод на индукција тој обелоденува клучен и досега непознат факт за значењето на зборот Македонија, веројатно под влијание на Александровите походи по азискиот континент. Хинду јазикот ќе напишете светот на мајката и слушате како се изговара Македонија. Ние сме светот на мајката на санскрит, на најстариот јазик на човештвото.
Во тој свет, една мајка, она на градот изгледа не го почитува собствениот, штом клучен услов за да се биде шеф на пожарна е поседување диплома за странски јазик. Добро барем тоа што критериумот е очигледно задоволен. За да станете командант, треба да се исполнат одредени услови, меѓу кои познавање на англиски јазик. Имате ли сертификат и дали го познавате јазик? Да, да. So you wouldn't mind if we continue this interview in English? Не, тука ќе завршиме ново. Thank you for everything. Да го продолжиме на англиски или тоа? Не, нема потреба, ќе го завршиме тука. Добре. Кадровската политика очигледно се креира врз основа на некои специфични услови, освен на тој што е потребен. Затоа и не треба да не чуди кога за правдата на овој и на горниот свет последниот збор го имаат тие што со најголема вештина умеат да го најдат патот до задниот отвор на дебелото црево. Кога сте на власт, не можете да се откачите од правници кои сакаат да бидат судии и еднаш велев и од владици. Кога ќе паднете, ниту судиите, ниту владиците можете да ги видите кои до претходниот ден сте ги гледале на сите страни околу вас, а еднаш му го кажав тоа на еден муслиман, вика и оџите се истите. Може би затоа и се доведуваме до ситуација кога никој веќе не ни знае каде е ниту со кого е. Поделбата на улогите е таква што може да си внатре, ама истовремено и да бидеш надвор, бивајќи си сам на себе противник. Алијанса за албанците во моментот е дел на владата и тоа е неспорно, меѓутоа игра некаква улога на опозиција внатре во владата. Изборот на улогата сепак е многу битен и сите кои ќе ја бираат страната се ставени пред свршен чин, бидејќи времето е неумоливо, а роковите кратки. Време за кафе пауза. Изгледа дека ќе нема. Тој што чекал, ништо не дочекал. Тие правилата кој чека дочека, тие се за дефетисти и за губитници. И на крајот, опцијата е идентична на алтернативите од едно добро познато филмско сценарио, кое можне реално ја осликува историската дилема со која повторно се соочуваме после речиси 8 децении. Рече Исмет, среќна нова. Која? 49-та, ова ми личи на 48-та, ја честитам 49-та. Али шала на страна, бидејќи немаме доволно храброст сами да ги решаваме своите проблеми и точно да ги решаваме. Време е за историското не или можеби за некоја опција која ќе го смени тој континуитет. За едното, навистина треба храброст. За другото, не недостига лудост. Тука завршуваме за вечерва. Ја гледате веб страницата на која може да ги видите вечерва објавените содржини, но да дознаете и многу повеќе информации. 360stepeni.mk. Посетете ги и профилите на социјалните мрежи на 360 степени. Ние повторно ќе се видиме в понеделник во 20:50. Пријатно.